Дневникот на Крсте Петков Мисирков од 5. јули до 30. август 1913 година во здружено издание на Државна агенција Архиви на Република Бугарија и Државен архив на Република Македонија. Кон читателот. Во 2001 година првпат со заеднички усилби на Државната агенција Архиви на Република Бугарија, тогашна главна управа на архивите при Министерскиот совет, и Државниот архив на Република Македонија беше отпечатено заедничкото издание документираниот зборник Револуционерните борби во тиквешијата. И покрај тоа што тогаш изданието беше изненадување за мнозина, ние бевме убедени и времето тоа го докажа дека тоа е чекор во правилна насока. Таа убеденост ни дозволи во своите раце да го имаме второто заедничко издание, како резултат на усилбите на нашите две архивски институции. Си дозволуваме да споменеме дека нашите намери за негова реализација беа објавени во почетокот на 2007 година и не може да не сме задоволни од позитивниот резултат. И така, читателот веќе има можност да се нурне во дневникот на Крсте Петков Мисирков. Должни сме сосема отворено да кажеме дека кога по среќна околност бугарските архиви го добија ракописот на Крсте Мисирков и во колегијален разговор се дојде до идејата за негово заедничко издавање, никој уште не беше подетално запознаен со текстот. Бевме сигурни само за значењето на личноста на Мисирков за историјата на Македонија од една страна, а од друга страна за неговата непопуларност во Бугарија. Не на последно место, сакаме да одбележиме и да се надеваме дека читателот што нема предрасуди, ќе го забележи нашиот стремеж да им овозможиме на оние што се интересираат да се запознаат со документираното наследство што се чува во архивите. Читателот нека го прочита автентичниот ракопис, кој исто така содржи известна доза на субјективност и самиот нека си ја преземе одговорноста за неговото толкување. Подпишано од доктор Зоран Тодоровски, директор на Државниот архив на Република Македонија, и доктор Борјана Бужаршка, председател на Државната агенција Архиви на Република Бугарија. Дневникот на Крсте Мисирков беше пронајден под едни среќни околности при крајот на 2006 година во една софиска антикварница. Својот дневник тој го насловил Дневни белешки, мемуари на Крсте Петков Мисирков. На крајот од ракописот тој забележува дека тоа се белешки за Бугарија и за руско-бугарските односи. Дневникот се чува во Централниот државен архив во Софија. Дневникот е во одлична состојба и е напишан на 381 страница од голем формат, густо избишан со мастило и нумериран од Крсте Мисирков. Листовите се сошиени во 16 одделни табаци или тетратки, како што ги нарекува Мисирков. Кон нив се приложени 22 нумерирани страници, оригинали и копии од негови писма до руски министри и ракописот на неговата статија "Престижот на Русија на Балканот". Дневникот е своерачно пишуван од Крсте Мисирков на литературен руски јазик, додека тој живеел во село Климентово, Ахтриска околија, Харковска губернарија, заедно со неговото семејство. За постоењето на овој дневник се знаеше уште од 1959 година, кога беше објавен воведот во неговите спомени и впечатоци, запишувани од 8 до 17 август 1923 година. Тие се пишувани на рака во тетратка и се предадени од синот на Крсте Мисирков, доктор Сергеј Мисирков, во Институтот за национална историја во Скопје во 1956 година. На 8 август 1923 година Мисирков раскажува за средбата и за разговорот со универзитетскиот професор Петко Стојанов, негов пријател од студирањето во Санкт Петерсбург, и со Николов од ВМРО. Тој буквално пишува: "Стана збор за мојот дневник воден од првиот до последниот ден по Корешкиот мир на Балканската војна во село Климентово, Ахтриска околија, Харковска губернарија, Русија, даден на чување на бугарскиот конзул Б.П. Кисимов во Одеса, кој, напуштајќи го конзулатот поради преместување или ослободување од должноста, го зел мојот дневник со себе и уште при крајот на 1918 година ме извести дека дневникот се наоѓа кај него, но сега, 1923 година, ми рече дека се изгубил. Оттогаш, до 2006 година, судбината на дневникот беше неизвестна.
Антикварот што ни го предаде исто така не може да се сети од кого го добил пред повеќе од 2 години, претпоставувајќи дека најверојатно тоа биле негови наследници, кои неговиот скапоцен ракопис го пронашле на некој таван. Овој новопронајден дневник на Крстен Мисирков е уште мощен значаен ракопис од неговото се уште неистражено и непрочуено творештво. И покрај тоа што неговиот живот и дело во македонската историографија се доволно прочуени и се објавени огромен број трудови, во бугарската историографија тие не се објект на сериозни проучувања. Имено, додека во Република Македонија за него има објавувано статии, монографии, собрани дела, статии и други прилози и се одржани неколку посебни научни и меѓународни собери и тркалезни маси, во Република Бугарија се објавувани мал број прилози, од кои повеќето се критички, а некои имаат пред се публицистички карактер. Крсте Петков Мисирков е роден на 6, односно 18 ноември 1874 година во село Постол, Енидже Вардарско, кое се наоѓа на остатоците на античкиот град Пела, престолнината на древна Македонија на Александар Велики. До 1889 година учи во своето родно село, а од септември, односно октомври 1889 година е ученик во втори клас на Белградската гимназија, како стипендист на Друштвото Свети Сава. Во февруари 1890 година, заедно со 39 ученици и студенти родом од Македонија, го напушта Белград и го продолжува своето образование во Софија, како стипендист на бугарската држава. Тука предстојува околу 10 месеци. Од декември 1890 година, Крстен Мисирков повторно е во Белград како стипендист на српската држава. Учи во гимназијата во Шабац, а потоа во Богословската учителска школа на Друштвото Свети Сава во Белград, која ја завршува во јули 1895 година. Од октомври 1895 година до јули 1897 година е студент во духовната семинарија во Полтава, Русија, а од есента 1897 година во Историско-филолошкиот факултет на Универзитетот во Санкт Петерсбург, како стипендист на Министерството за надворешни работи на Русија. Од здравствени причини се префрлил во Новоросијскиот универзитет во Одеса, каде што ја подготвил својата дипломска работа на тема Кон прашањето за народноста и причините за популарноста на крале Марко меѓу јужните Словени. На 31. мај 1902 година Крстен Мисирков го завршува универзитетот со диплома од прв степен. Меѓувреме, во истата 1900 година учествува во основањето на тајниот македонско-одрински окружок, ТМОК, во Санкт Петерсбург, а во 1902 година станува и негов председател. Во 1902 година заедно со македонски студенти и емигранти го основа и Македонското научно-литературно другарство Свети Кирил и Методи. Во декември 1902 година Бугарската екзархија го назначува Крстен Мисирков за учител по грчки јазик, историја и бугарска литература во Битолската машка класична гимназија. Во Битола е и домашен учител на децата на рускиот конзул Александар Аркадиевич Ростоковски и негов личен секретар. По убиството на Ростоковски од турците на 26 јули 1903 година, Крстен Мисирков заминува со неговото тело во Одеса. Во последните месеци од 1903 година, септември-октомври, Крстен Мисирков учествувал во основањето на Славјано-македонското научно-литературно другарство Свети Климент, каде што одржал голем број беседи. Во ноември 1903 година Крстен Мисирков заминува во Софија и кон крајот на годината ја отпечатува својата книга за македонските работи. Во декември истата година кратко време е во Белград, пошто повторно заминува во Русија. Од јануари 1904 година Крстен Мисирков е назначен за учител на женската гимназија во Бердјанск, Русија, а на 1 август 1905 година е назначен за редовен гимназиски учител во женската гимназија во Одеса. Учителствува и во Кишинев. Во Одеса почнува да го издава списанието Вардар, од кој излегува само еден број на 1 септември 1905 година.
Од 18 април 1907 година започнува да се работува со списанието Македоно-Одрински преглед, кое се издаваше во Софија под редакција на Никола Наумов. Во него го објавува својот труд белешки по јужнословенска филологија и историја. На 24 април 1909 година Крстен Мисирков во Одеса го отпечатува во одделна брошура својот труд Јужнословенскаја епическаја сказанија о женитбе Королја Волкашина в Савези вопросом о причинах популарности Королја Марка среди јужној славјања. На 1 октомври 1909 година ја отпечатува својата статија Основите на едно српско-българско зближение во списанието Българска збирка, кое го издаваат Стефан С. Бобчев и Михаил Маџаров, подоцна и двајцата ополномоштени министри во Санкт Петерсбург. Во 1910 година Мисирков присуствува како почесен гостин на Славјанскиот собор во Софија. Во 1910-11 година ја преведува од бугарски на руски јазик книгата на географичарот професор Атанас Иширков Българија. Веднаш по почнувањето на Првата Балканска војна во ноември-декември 1912 година е испратен на Балканот како воен дописник на руските весници Голос Москви и Одески листок. Од фронтот се враќа во почетокот на 1913 година, дава оставка како учител во Одеса и од 1 април 1913 година е назначен за учител во Кишинев. Но поради своето мошно нарушено здравје, по совет на лекар заминува на лекување во чифликот на Туржански во село Климентово, кое се наоѓа близу до градот Архитка во Харковската губернарија. Тука дознава дека почнала Втората Балканска војна, тоест меѓусојузничката војна. Во атмосфера на трагичните резултати што се насетуваа и нерешавањето на македонското прашање, во еден момент на огромна национална тага, како што пишува Крстен Мисирков, тука тој почнува да работи на своите спомени, кои ги почнува на 5 јули, а ги завршува на 30 август 1913 година. Во тоа време пишува и низа статии што се однесуваат на настаните од времето на војните на Балканскиот полуостров, а на 2 август 1912 година ја објавува својата статија Резнаја и интелигенција в Македонија во Одески листок број 178. Во 1913-14 година Крстен Мисирков соработува со своји статии и во списанието Македонски глос, кој излегува во Санкт Петерсбург. Во 1914 година тој учествува во основањето на бугарското културно-просветно и добротворно друштво Братство во Одеса. По Октомвриската револуција 1917 година, Крстен Мисирков е избран за народен представник на бугарското население во конституираниот парламент и за член секретар на националните малцинства во предизиумот на Бесарабискиот народен совет во Кишинев. Од мај 1918 година е директор на педагошкиот курс за подготовка на бугарски учители за бугарските основни училишта во Болград. Во ноември 1918 година Крстен Мисирков е уапсен од властите во Бесарабија, препратен во градот Бендер и кон крајот на 1918 година е екстрадиран во Бугарија. Во 1918-19 година Крстен Мисирков работи како раководител на историскиот оддел при Етнографскиот музеј во Софија, а од 1919 до 1926 година е учител и директор на гимназијата во Карлово и Копровишница. Во овој период објавува огромен број статии, повеќе од 30, во бугарскиот периодичен печат и во македонскиот легален печат во Софија. По тешко боледување, Крстен Мисирков умира од тумор во мозокот во Софија на 26 јули 1926 година и е погребан на централните софиски гробишта. Идејата да започне да ги пишува своите спомени, Мисирков ја открива на страниците на овој дневник. Уште како воен дописник во ноември-декември 1912 година, тој почнува да води дневник и белешки за случувањата на фронтот. Но по совет на еден свој сопатник ја напушта таа идеја и продолжува да соработува во периодичниот печат откако се враќа во Русија во почетокот на 1913 година. Според неговите зборови,
Повод да почне да го пишува својот дневник е неуспехот да биде ослободено населението на Македонија и на Тракија во Балканската војна. Како што пишува во дневникот, се потешката положба во која се наоѓаа моите сонародници и несреќна Македонија. За време на неговиот престој во чифликот Климентово, во близина на градот Ахтрика, Харковска губернарија, поради нарушеното здравје, а по совет на лекар, Мисирков решил, како што вели тој, да ги изнесам своите преживувања во врска со вестите од Балканскиот полуостров, за да ги зачувам за подомството. Додавајќи дека идејата за мемуари се појави кај мене кога се уверив во бесполезноста и за тешкотиите дека му помагам на нашето дело преку печатот. Во спомените тој се навраќа на низа настани од историјата поврзани со положбата на Македонија. Во нив тој раскажува и за своето учителствување во Битолската гимназија, за своите колеги и за познаниците од тие години. Се задржува на борбата против унијатството во Македонија. Крстен Мисирков спори и со издавачот на списанието Славјански југ, Ѓорги Киселинов. Особено големо значење за истражувачите имаат размислувањата на Крстен Мисирков за можностите да се реши македонското прашање, барајќи го неговото решение во тие процеси и на населението од тие земји, при што прашањата ги разгледува и од филозофска гледна точка. Мисирков честопати се задржува и на руската политика спрема Македонија и на нејзиниот однос кон Балканот. Со жалење тој прави споредба меѓу откинувањето на Малорусија од Русија и распарчувањето на Македонија, кога во едниот случај тој ја гледа раката на Полска во тој процес, а спрема Македонија раката на Србија, чии апетити според него датираат од 14. век. Мисирков прави успешен обид да ја поврзе надворешната политика на Русија со таа на Франција во однос на македонското прашање и поддршката што тие ја даваат на Србија. Особено интересен неговиот поглед кон дипломатското поставување на македонското прашање и односот на разни држави и фактори кон него. Представуваат интерес и страниците на кои Крстен Мисирков ја одбележува 10-годишнината од Илинденско-Преображенското востание. Тој им посветува место и на примената на мирцешките реформи во Европска Турција по 1903 година од европските реформатори, како и за измовнувањето на Младотурската револуција во 1908 година, поради стравот од примената на постигнатите договори на Равелската талинска средба во истата година на рускиот император и англискиот крал. Особено значајни, напишани од современик на настаните, се неговите спомени во врска со потпишувањето на Балканскиот сојуз, односите меѓу сојузниците, Бугарија, Србија, Грција и Црна Гора, влијанието на други фактори, меѓу кои пред се Русија и големите сили, и за настаните поврзани со Балканските војни и катастрофата што следуваше со Букурешкиот мировен договор, 28 јули 1913 година. Тој се однесува мощне критички не само кон руската политика, туку и кон политиката на големите сили спрема источното прашање. Пишувајќи дека Русија ослободуваше од турците, а Европа ги ослободуваше ослободените од Русија, тој правеше обид за критички поглед кон воената и дипломатската историја во текот на 19. век. Тој правеше обид за критички поглед кон воената и дипломатската историја во текот на 19. и почетокот на 20. век. Упатувајќи остри оцени и критики за руската словенска солидарност во Втората Балканска војна како најсрамно дело во историјата на словенството, Мисирков ја осудува антисловенската коалиција на Србија со Грција, Романија и Турција во уништувањето на херојска Бугарија, поделбата на македонските територии и истребувањето на словенскиот народ. Кон дневникот Мисирков приложува и статии и соопштенија од рускиот и од европскиот печат, во кои се разгледуваат односите меѓу сојузниците, кои се исклучително значајни и поради тоа што се придружени со негови коментари и критика. На 381 страница Мисирков забележува дека тука ги завршува своите белешки за Бугарија и за бугарско-руските односи, но во тој последен ден на 30 август 1913 година тој пишува меморандум до рускиот министер за надворешни работи, копија од кој ќе испрати и до Александар Ивановиќ Гуџуков и до Борис Панделиев Кисимов, и кој се наоѓа во почетокот на 17-та тетрадка и ги зафаќа страниците од 382 до 386. Во заклучок тој забележува: тоа ќе биде последната белешка до настапувањето на новата положба на Балканот.
Јас дефинитивно решив да останам во Русија и во случај на нови компликации да преземам патување до Петербург и до Москва. Всушност, текстот што го држи в раце читателот е целиот запазен примерок од оригиналот на Мисирковиот дневник. 17-тата тетрадка не беше меѓу ракописите на Крсте Мисирков предадени од антикварницата, иако таа навистина постои, како што се подразбира од неговите зборови, не се знае каде е. Да се надеваме дека едината ќе ни донесе уште нови изненадувања поврзани со личноста и делото на Крсте Мисирков, при што нашите современици ќе го запознаат и ќе го разберат уште подобро. Во писмото до весникот Нова Македонија од 1956 година, неговиот син доктор Сергеј Крстов Мисирков пишува: Ми правеше силен впечаток тоа што тој немаше никакви приврзаници и дека никој не го поддржуваше. Сметаме дека заедничката работа на бугарските и на македонските архивисти ќе го промени овој однос, а уште повеќе што проучувачите на делото на Крсте Мисирков и на балканските проблеми со нужните методолошки пристапи и анализи на сложеноста на историските процеси ќе дојдат до поцелосни сознанија не само за премрежијата низ кој минувала македонската судбина, туку и самиот Крсте Мисирков. Почитувајќи ги основните археографски правила во подготовката на ваков дневник, максимално се водеше сметка за зачувување на автентичноста на рускиот текст при неговиот превод на бугарски и на македонски јазик. Испуштените, односно додадените зборови, како и кратенките се ставени во квадратни загради. Белешките, односно појаснувањата за одделни зборови, термини и странски изрази се дадени под секоја страница од дневникот, а белешките, односно фуснотите за личностите што се спомнуваат, се ставени на крајот од дневникот. Покрај напоредните преводи на дневникот на бугарски и на македонски јазик, се предадени и исечоците од написите во тогашните руски весници, кои што Крсте Мисирков грижливо ги собирал и ги приклучил кон својот дневник, со нивен превод на бугарски и на македонски јазик. Со римски броеви е обележан почетокот на секоја одделна тетрадка. Редакторите им изразуваат нужна благодарност на преведувачите на дневникот, на Наташа Михајлова и Ира Бурликова и за нивното учество во изработката на белешките на текстот од Централниот државен архив при Државната агенција Архиви Софија и на Тронда Пејовиќ и Марија Ивановска од Државниот архив на Република Македонија и на сите колеги од двата државни архиви кои соработуваа при подготовката на дневникот. Именскиот регистар е составен од Ива Бурликова. Посебна благодарност изразуваме на двајцата рецензенти на ракописот, професор доктор Владо Поповски и СТНС доктор Ангел Димитров од редакторите.